Почитувани, секој ден нов скандал од владата на Ковачевски. На партиската прослава на ДУИ и СДСМ пред 2 дена, присутните на настанот го извиркаа македонскиот јазик. Уште едно понижување на нашиот јазик, покрај она кој оваа ненародна власт го распродава во преговорите со Бугарија. Имено, на настанот организиран од владата за годишнината од рамковниот договор, кога се обрати водителката на македонски јазик, присутните го извиркаа македонскиот јазик, а со тоа го навредија целиот македонски народ. На оваа партиска забава, платена со пари на граѓаните, меѓу присутните беа и првиот вице-премиер Артан Груби и повеќе други министри. А од таму никаква осуда за овој огромен скандал. Но молк и од целата влада. Димитар Ковачевски повторно молчи за скандалот, кој што се случи настан, кој требаше да символизира мир, заедништво помеѓу сите граѓани на Република Македонија. Треба веднаш да се оградат и извинат на целокупната македонска јавност за она што се случи во саботата. Доколку не се извинат и оградат од овој скандал со извикувањето на македонскиот јазик, ќе застанат во одбраната на вулганизирањето на македонскиот јазик. Исто така, тогаш, како може граѓаните да очекуваат од оваа ненародна власт да застане во одбрана на националните интереси и македонскиот јазик во процесот на преговори со Бугарија? Целиот овој настан и скандалите кои се поврзуваат со него, на површина испливува поделеноста на општеството и постоењето на два паралелни света. Вештачката поделба помеѓу граѓаните во државата, која ја прави владата се со цел да може да украде некој денар повеќе. Токму претходно говоревме за настанот, кој наводно требаше да означи мир, како се потрошени и илјадници евра за пејачи, кетеринг, спотови и стихозбирки. Над 100.000 евра за една вечер Ковачевски и Груби потрошија за оваа нивна партиска журка, на која, повторно ќе повторам, се омаловажи македонскиот јазик со извиркување од присутните. Овие народни пари, пари од буџетот на државата, може да се употребат за изградба на толку ветуваната канализација во Рачиново или пак да се асфалтираат десетици километри во населените места во Тетово и Гостивар. И ќе беа корисно потрошени и за македонците, и за албанците, и за ромите, и за турците, и за сите останати. Доста е. Доста е од поделби, доста е од омаловажувања и распродавања на националните интереси. Доста е и од секојдневните криминари на власта, предводена од СДСМ и ДУИ. Казната од граѓаните за оваа ненародна власт ќе пристигне многу скоро на предвремените парламентарни избори. Благодарам. На партиската електронска адреса пристигна едно прашање кое што е во врска со вчерашната најава на председателот Мицковски за средбите кои што ќе ги има со коалиционите партнери во нашата коалиција. Во контекст на тоа би истакнал дека во текот на денешниот ден се одржуваат средби од страна на председателот на ВМРО-ДПМН Мицковски и партиското раководство со представниците на коалицијските партнери. Од овие средби очекуваме потврда на поддршката за референдумско изјаснување на граѓаните во однос на преговорачката рамка во контекст на бугарскиот договор, реафирмирање на тој став, реафирмирање на генерално поддршката за останување во коалицијата со ВМРО-ДПМН и исто така она што во ова насока сакам да го изјаснам е дека и јас како пратеник на ВМРО-ДПМН и целата пратеничка група до еден стоиме позади вчерашната изјава на председателот дека уставните измени под ваков бугарски диктат се завршена работа за нас и тоа нема да дозволиме да се случи. Ги охрабруваме граѓаните да бидат спокојни. Поддршка на исто овој настав очекуваме и денеска од сите коалициони партнери кои што ќе се сретнат со нашето партиско раководство. Доколку нема други прашања, благодарам.